And liftoff. Go SpaceX, go Falcon Heavy, go NOAA, go NASA, and go you. На лансирната рампа во Вселенскиот центар Кенеди на Флорида, SpaceX го лансираше најновиот климатски сателит од Националната океанска и атмосферска администрација, или скратено NOAA. Геостационираните оперативни еколошки сателити, или накратко GOES, имаат за цел да ги следат локалните временски настани како урагани, грмотевици и шумски пожари, како и да ги следат нивните ефекти врз јавната безбедност. NOAA го нарекува додавањето на овој четврти и последен сателит од серијата GOES како најсофистициран систем за наблюдување на времето и мониторинг на животната средина на западната хемисфера. Но големата вест од Вселената беше онаа што астронавтите на НАСА, Буч Вилмор и Сани Вилијамс, останаа блокирани на меѓународната вселенска станица. Кога поранешните тест пилоти на морнарицата се качеа на капсулата Starliner на Боинг на 5 јуни, леталото веќе имаше проблеми. Забележавме мало зголемување на стапката на истекување на хелиум за која зборувавме пред лансирањето. Можевме тоа да го видиме со нивото на резервоарот кога системот ќе се отвори, во суштина испушта хелиум од резервоарот во текот на целиот лет. Можевме да видиме дека стапката на истекување беше малку повисока отколку што ја имавме пред летот. Хелиумот е од суштинско значење за маневрирање на Starliner. Се користи за притискање на горивото на погоните на капсулата. Тоа првично истекување од неисправен гумен дел со големина на копче од кошула им претходеше на другите што се случија среде летот. А потоа откажа уште 5 од 28 такви делови на капсулата. Астронавтите успеа да поправат 4 од нив. Но НАСА се уште ги анализира проблемите и не одреди датум за враќање. И покрај неуспесите, Боинг останува еден од првите два кандидати на НАСА за превоз на астронаути на и надвор од планетата заедно со SpaceX. Конечно, ова недела дизајниран така наречен лазач е надвор од овој свет, наречен е Ричбут, а истражувачите од Калифорнискиот универзитет Стенфорд велат дека оваа модерна слика на класичен ровер може да ја отвори вратата за истражување на пештерата на месечината или на Марс. Само замислете ги како 3D мерна лента. Тие се намотуваат многу мали, може да се протегаат долго. Тогаш, на крајот на секој од овие стрели имате држачи, а може би дополнителен сензорен елемент каде што можете да видите каде поблиску фаќате, исто така да видите како фаќачот всушност комуницира со површината. Истражувачите велат дека сензорите на Ричбут му овозможуваат да ги идентификува површините што може да фатат и да одржат напнатост како прстите на вашата рака. По успешното тестирање во пустината Мохаве, истражувачите велат дека се надеваат дека еден ден ќе ги испратат машините на места каде што роботите никогаш не биле.